Комбинатот без кој не може да се замисли животот во Македонија, тоа е рек Битола. До сега властите го користеа како систем за задоволување на партиските апетити од вработување и директорски позиции до тендери кои ја празнеа буџетската државна каса. Како рек да престане да гуши и од дувло на криминал и најголем загадувач да се претвори во вистински економски гигант на Балканот. Дали е тоа можно? 24 отворено вечерва е во Битола, каде ќе расправаме на оваа тема, што не ги засега само битолчани, засега еден цел регион, а се разбира поради значењето на рек Битола, ја засега и цела Македонија. Мои гости вечерва во 24 отворено се, почнувам поред како што седиме, представникот на ВМРО ДПМН е во Советот на општината, господинот Борче Георгиевски. Добра вечер и добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Васко Ковачевски, директор на рек Битола и долгогодишен пратеник на СДСМ во македонскиот парламент, кој што често пати ја критикуваше претходната влада за тоа што се случува во рек Битола. Ќе видиме и низ оваа емисија дали и како го замислува понатамошното раководење со комбинатот. Представничката на поинаку, советничката во општина Битола, Габриела Илиевска, практично една од двајцата советници на оваа независна советничка листа, која што произлезе од секојдневните критики кои што претходно беа прикажувани и адресирани од страна на вас до тогашната раководена структура во општината. Претседателот на Советот во општина Битола, Валентин Груевски, доаѓа од партијата ЛДП. Добра вечер и за вас. И представникот на невладината организација За нас се работи, тоа е господинот Душко Груевски, кој што исто така за целиот овој период изминат остро ги критикува политиките кои доведоа до она што денеска можеме да го констатираме, дека Битола е еден, ако не е можеби и најзагаден град во Република Македонија. Пред да почнеме со дебатата, почитувани дискутанти, ќе го видиме прилогот на Адријана Митовска за тоа што значи рек Битола и како се одразува врз влијанието во животната средина и здравјето на граѓаните. Излеговме под мотото "Сакаме чист воздух". Еве го до ден денес немаме чист воздух, туку за жал постојано сме потенцирани како најзагаден град од трите во Републиката. Ниту баба, ни Пелистер немаат сила да и го вратат чистиот воздух на Битола. Градот на конзулите и понатаму се гуши. Чад, магла, тешко дишање. Болни деца, млади и стари. Битола меѓу првите 3 најзагадени градови во земјава. Аерозагадувањето го прават фабриките, домакинствата, автомобилите. На Сабајле, на терасата, кога ќе се излези, веднаш се чувствува смогот, нечистиот воздух, а сега во зимскиот период секако и од оџаците, чадот. Рек Битола е дефинитивно најголем загадувач во Македонија. На годишно тој емитира некои си околу 10.000 тони на PM честички. Домакинствата, според некои калкулации кои што се правени од други истражувања, емитираат негде околу 5 до 5.500 тони PM честички годишно, зависно од временските услови со горувањето на дрвата. Меѓутоа проблемот е тоа што оџаците на кугите се ниско, тоа не се дисперзира на голема површина, значи PM честичките остануваат во соработка со климатските услови на некој начин и оние температурни инверзии кои што се јавуваат во Битола остануваат во приземниот слој, во близина на површината на земјата и тоа допринесува да имаме големо загадување. PM частичките и загадувањето во Битола понекогаш достигнуваат и до 20 пати повеќе од дозволеното. Според Сдруженијето Геосфера, во моментов воздухот најмногу го загадува согорувањето дрва во домакинствата и тоа со 70% во емисиите на PM частичките. Некои околу 70% од емисиите на PM частички во градот се становиме дека се како последица на загадувањето од домакинствата. Тоа е пред се заради тоа што и шумските предпријатија и приватните и државните шумски предпријатија дистрибуираат во голем процент влажно дрво, кое што има висок процент, значи со тој висок процент на влага се емитира уште поголемо количество на PM честички во воздухот. А при анализите утврдивме дека всушност големо влијание врз загадувањето има и локалниот ветер, односно пелистерецот. Во текот на вечерните часови горниот дел на Битола, блиску до Пелистер, се чисти
и целото загадување се турка кон долна дел на Битола и обратно преку ден дневната шема на ветрот, односно топлиот воздух од котлината оди кон планината и го загадува горниот дел на Битола. Облакот од штетните честички се шири насекаде. Преку алвеолите во белите дробови навлегуваат во крвотокот на организмот, се таложат во крвните садови, предизвикувајќи тромбови, мозочни и срцеви удари. Имаме случаеви далеко било по 3 погреби, по 2 погреби, многу пати да се случуваат. Не заради староста, туку точно заради загаденоста. Од тие млади умираат многу. Докторите велат дека меѓу главните причини за смртноста на населението во Битола се кардиоваскуларните заболувања кои во голем процент се последица на аерозагадувањето. Астма, бронхитис и карцином се најчестите заболувања кои земаат замав и се почесто млади животи. Последните неколку години лекарите од итна медицинска помош и матичните лекари забележуваат дека во услови кога имаме високи вредности, значи на или епизоди на аерозагадување, имаме големен прилив на пациенти во ординациите. Симптомите се пред се респираторни, но и хронично болните од кардиоваскуларни заболувања понекогаш се жалат и на висок крвен притисок, значи болки во градите, аритмии и некои други заболувања. Пред 4 години широк сокак беше тесен да ги собере сите граѓани кои очајно бараат чист воздух. И тогаша и денес битолчани го имаат истото барање. И покрај тоа што најновите анализи на дел од екологистите покажале дека најголеми загадувачи на воздухот во Битола во моментот се автомобилите и густиот сообраќај, но и грејното дрво во домакинствата, битолчани велат дека првото место се уште цврсто го држи термоцентралата РЕК, затоа што чувствуваат загадување на воздухот и во лето кога нема грејна сезона. И во лето велат тешко се дише. Најзагадени во лето. Во лето. Обично во зима правите ви анкети, али во лето најзагадени. А што го загадува најмногу според вас? Рекот, најсигурно рекот. Јас го чувствувам најповеќе кога слегувам од озгора. Одма, да речем император, слегувам, одма го осеќам воздуха. И еднаш така, овие двете жили ми се затегна, нозете долу, листовите ми се утврдија како да се тешки од ово. Не можев да дишам, но секоја постака седнував, паузирав. Погледнувам градот од озгора, исто како во магла нека. Едва се гледаат високите згради. Рек, најповеќе. И според Мите Ристов од Геосфера, големото загадување се случува и поради пепелта во рек, која не се дисперзира онака како што треба, па ја загадува цела Пелагонија, од која се хранат многу семејства. Во тој период најголем проблем беше токму одлагањето на пепелта, несоодветното одлагање, кој што продуцираше огромно аерозагадување во околината на рек Битола. Ние сме индиректно погодени, бидејќи се храниме од Пелагонија, најголем дел од прехранбените производи кои што ги добиваме, без разлика дали тоа е млеко, дали тоа се овоши, зеленчук, ги добиваме од Пелагонија и индиректно дефинитивно сме погодени од целата работа. Но екологистите и понатаму остро се борат за усвојување низ замирки за решавање на проблемот. Освен контрола врз рек, бараат воведување на парно грејење низ цела Битола и трајно решавање на штетноста од густиот сообраќај. Илиевска, првото прашање ќе го адресирам до вас, како единствена дама во меѓу панелистите. Го видовте прилогот, тоа ве подсети веројатно и на се она што се случуваше и во изминатиот период и на оние протести кои практично доведоа и до промената на власта. Чувствувате ли дека сега нешто е променето и може ли да се надеваме дека одиме кон подобро во однос на оние прашања што вас ви интересираат? Оно што можеме да заклучиме е дека ние живееме во град каде постои термоцентрала и истата мора да продолжи да работи, бидејќи од неа пред се голем број во Битола екзистираат семејствата. Меѓутоа мора под најхитно да најдеме начин заеднички сите да ги заштитиме пред се вработените во рек, а исто така и жителите на општина Битола. Оно што ние, како иницијатива, го потегнавме, откако дојде до промена на власта и откако станавме советници во Општинскиот совет, беше иницијатива со која сакаме да направиме нешто во таа насока, односно да најдеме начин за заштита на граѓаните. Во овој момент не гледам дека нешто
драстично се променило, односно не гледам дека некои работи тргнале по нагорна линија, тоа можеме да го заклучиме и по самиот начин на кој што нашата иницијатива беше одбиена, иако во неја имаше неколку начела кои што навистина, според она што го видовме, можат да донесат до големи промени во начинот на функционирање на градот. Ќе ве навратам на начелата. Советничкото мнозинство на СДСМ ја одби вашата иницијатива? Сега ќе сакав да ви објаснам. Значи, иницијативата беше поднесена неколку пати и беше одбиена со еден краток изговор дека тоа не е во надлежност на на Советот. Меѓутоа, ние како граѓани на општина Битола знаеме дека секој граѓанин може да поднесе иницијатива и ние како општински совет сме избрани за да лобираме, да поднесуваме иницијативи и да најдеме начин овој град на некој начин да најде свој пат до она што го заслужува. Иницијативата беше одбиена од мнозинството во Советот, иако јас искрено не ја гледам причината зашто беше одбиена, бидејќи, ако се сеќаваме, пред некое време имавме изјава, мислам дека има 2 години, од представник на МАНУ, кој ни кажа дека она што и се случува на Битола е мала жртва за државата што го добива од Битола. Значи 70% струја добива државата од Битола и сите оние болести кои ја снаоѓаат Битола се мала жртва. Сметам дека човечкиот живот нема цена и не можам да прифатам дека ова иницијатива е одбиена со изговор дека некој не е надлежен, кога во овој момент во Општинскиот совет мнозинството има 18 советници, на централно ниво имаат исто мнозинство, имаат директори, имаат се она што е потребно за да се започне на таква иницијатива. Од прилогот кој што го видовме и тоа како дека нашата иницијатива е она што и треба на Битола и дека голем дел од проблемите ќе се намалат. Добро. Ќе се навратиме на иницијативата, ова што би рекла чисто процедурално. Тука е представникот на председавачот на Советот, само чисто да разбереме зошто е одбиена иницијативата, па ќе се вратиме со вас. Значи, одговорот е едноставен. Советот на општина Битола нема надлежност да предлага вакви иницијативи и сметам дека самата иницијатива беше повеќе популистички потек, отколку сериозно да се помогне во она што го имаме како проблем, а тоа е загадениот воздух. Морам да ги потсетам и граѓаните и советниците дека само на 30 јануари на седница на Совет ние како советници предложивме неколку мерки за намалување на загадувањето на воздухот. Од 6 мерки, сите советници заедно збор, никој не предложи нова мерка. Тие мерки, како мерки се усвоени во Советот и веќе се реализираат. Тоа се мерки кои се во надлежност на Советот на општина Битола. Иницијативата која беше предложена е далеку од законска и не е во наша надлежност. Инаку, зошто вие се согласувате со содржината на иницијативата? Дел од содржината да, дел не се согласуваме, бидејќи ниту е точно, барем една од точките, ниту е точна, ниту незината реализација ќе значи нешто. Затоа зборувам за популизам, особено во мерката, ако жиросметката на Елем се пресели во Битола или седишето на Елем ќе се пресели во Битола, општина Битола ќе има повеќе пари и со тие пари ќе го решиме загадувањето на воздухот. Таа работа не е законска, не е така и е чисто ширење на дезинформации во јавност. Илија Скакуса реплика, па после ќе треба да одговори на ова што е. Ќе повторам по втор пат. Ние сме избрани од битолчани. Ние во Битола поднесуваме иницијатива со која бараме да се заштитат граѓаните на општина Битола. Во ниеден закон не стои дека ние немаме такво право. На крај сакам да кажам дека она што го кажа колегата, ширењето на популизам е многу по-слично на она што претходно го слушавме од претходната власт, дека ние протестираме од мода или дека ние не можеме против Божјите сили. Тоа е она што сакав да го кажам, дека ниедна предложена мерка од граѓаните не може да помини доколку не е прифатена од партиските структури. Истото се случуваше, веќе опотсетам колегата Груевски со иницијативата на За нас се работи и ќе го цитирам, дека на седница на Совет кажа дека секоја граѓанска иницијатива мора да биде прифатена бидејќи секоја активност на граѓаните кон подобрување на животот на битолчани и против аерозагадувањето е добра за градот. Така да не е многу далеко она што сме го кажале, а исто така би сакала да нагласам дека доколку ние не сме надлежни, како што кажува колегата, иако не е тоа точно, зошто тогаш протестиравме? Зошто тогаш одевме по улици? Значи, заедно протестиравте, да речеме, во тој период? Да, еве, имаме на слика, пред 4 години, како воздух дишат битолчани. На оваа слика сме ние тројцата,
сликани и ако тогаш сме протестирале за чист воздух, денес велите дека шириме популизам. Јас не можам тоа да го прифатам и нема да го прифатам, бидејќи некои работи се навистина толку исполитизирани и навистина ми паѓа тешко, бидејќи во претходниот совет, кога баравме ние вакви точки, исто така ни велеа дека е берење на политички поени. На истиот начин сега, обична информација побаравме. Пред 3 месеци побаравме обична информација од општината, каква е состојбата со аерозагадувањето и кои мерки се превземат. 4 месеци не беше викната комисија. Благодарам, сега да бидеме малку парламентарни и да вако. Прво господинот Борче Георгиевски. Димитровски, извинувам. Борче Димитровски, јас се извинувам. Господин Димитровски, ВМРО ДПМН долги години беше на власт и во Битола. Делот она на што се забележуваше беше токму за партијата која што беше носител на одговорностите во оваа влада. Каков е сега вашиот став во однос и на оваа иницијатива што сега функционира? Конкретно и во поглед на тоа сакав да се вклучам во овој дел на дискусијата, со оглед на тоа дека говориме за ингеренциите на Советот и самото функционирање изминатиот период. Пред да споменам околу иницијативата на поинаку би кажал дека нашата советничка група уште од втората седница, која што беше некаде во месец ноември, предложи повеќе различни иницијативи. Најпрво га предложени да почнат уште веднаш да се применуваат краткорочните мерки за намалување на аерозагадувањето. Меѓутоа неколку пати беа одбивани од советничкото мнозинство, односно од владачкото мнозинство Советот на општина Битола, за дури на 30 јануари, веќе кон крајот на зимата да бидат усвоени. Значи тие краткорочни мерки претседателот на Совет испушти ја кажи дека беа од сите усвоени, а беа резултат на повеќекратните инсистирања наназад. Исто така, нашата советничка група поднесе амандмани во однос на носењето на буџетот, а исто така иницијативи при ребалансот на буџетот, кој што беше точка на дневен ред, а кои што се однесуваат на екологијата, како значајно прашање и како еден од главните приоритети. А во однос на конкретната иницијатива, би доловил дел од дискусијата, не фаќа место да се каже дека не е Советот надлежен, бидејќи треба да се поддржи се она што е добро и што би носело позитивен ефект во однос на намалување на аерозагадувањето. Конкретно, тука сме заедно со представници на власта и на локално и на централно ниво, кои што имаат и апсолутната власт и апсолутната одговорност и кои што и во кампањата за 2016 за парламентарните избори и сега во кампањата каде што сите бевме заедно учесници, чистиот воздух и намалувањето на аерозагадувањето беше врвен приоритет. Тука само уште еден факт ќе кажам во однос на централниот буџет, докаде оди лицемерието на власта во поглед на таа борба, бидејќи верувам дека повеќето тука се добро информирани. Буџетот кој што за 2018 е изгласан, а тука е и бившиот пратеник, сега директор на РЕК Васко Ковачевски, кој што чинам председаваше со Комисијата за финансии и буџет, имаме најголем буџет, а историски најмалку средства одвоени за екологија. Само 0,4% од целиот буџет се вкупно одвоени, а уште по-фрапантен е податокот што од тие 0,4% што се некаде 1,8 милиони евра, само 11% се за намалување на аерозагадувањето, зашто всушност и денес сме тука и говориме. Или сликовито конкретно во цифри, борба за намалување на аерозагадување заедно со мониторинг, односно следење на тој процес, има одвоено за цела држава, власта на СДСМ и коалицијата, само 635.000 евра. Благодарам. Едно блиц прашање, полесно е во позиција или во опозиција? Па не бев советник во претходниот совет како позиција, меѓутоа ние сме пред се представници на граѓаните. Јас и тука денес и како политичка фигура и како советник сум, но пред се како граѓани на Битола. Истиот воздух го дишиме сите и истите заложби треба да бидат кога сме за оваа тема и се што е во интерес на нашиот град. Господин Ковачевски, како што веќе ве најавив, долги години го критикувавте работењето на раководството на РЕК Битола, на претходното раководство од сите можни аспекти. Како сега од оваа друга позиција и впрочем како до оној најгорлив проблем, решавањето на аерозагадувањето кое што е императив за сите битолчани? Добро, благодарам на можноста да ја представувам мојата компанија, акционерското друштво Илем, подружница РЕК Битола. Точно, да, долги години го критикував тогашното раководење на најголемиот наш комбинат,
РЕК Битола кој што произведува над 70% електрична енергија, така наречена нечиста енергија или браун енерджи, за разлика од зелената енергија која што произведуваат преку обновливи извори. Во можноста да како представник на извршната власт бидам на раководна позиција во Скопје или во Битола, јас одбрав да дојдам во Битола, да го превземам раководењето на најголемиот индустријски капацитет во државата, со над 2700 вработени, капацитет кој што многу значи за Битола и кој што во изминатиот период многу малку врати на Битола. Една од причините покрај кои што сум дојден во РЕК Битола е покрај зголемувањето на производството, намалувањето на производствените трошоци, треба да посветиме внимание на животната средина. Во само 45 дена моје раководење во РЕК Битола или 6 месеци ново раководство на АДЛМ, направивме низа чекори или низа проекти. Ајде да таксативно да наброиме неколку. Сакам ова прилика во интерес на вистината и на јавноста да кажам што се не се направило во изминатите 10 години, а се успеало сега во овој краток период. Прво и основно. Само ќе ме молам да бидеме по-вкуси во експликацијата. Покрај директната штета или загадување кој што се прави преку производството на електрична енергија, исто така загадувањето на воздухот може да се направи преку несоодветен третман на она што излегува од производството, а тоа е пепелта и сулфурот. Ако за 10 години не се направи ништо за пепелта, во изминатите 6 месеци, најпрво се почна со третман на отпепелувањето по закон и подготовка на нов проект кој што треба да се имплементира за ова година, 2018 година, во вкупна вредност од 120 милиони денари. 120 милиони денари за? За третман на пепелта. Од пепелувањето. Или 2 милиони евро. Тука завршивте или сакате уште нешто да кажете? Исто така, голем фактор во загадувањето на воздухот имаат PM частиците кои излегуваат преку оџаците, односно ги поминуваат електростатските филтри. Овие филтри наназад години не биле ниту ремонтирани, ниту сервисирани. За оваа цел, ние како ново раководство подготвивме за оваа година, издвоивме од буџетот на АДЛМ 5,5 милиони евро. За ова година, 2018, или во наредните 3 години, 20 милиони евро. 20 милиони евра за поставување на нови... целосна реконструкција на електростатските филтри. Тоа е на популарно граѓаните што велат да се сменат филтрите. Овие филтри не се менуваат, него се целосно реконструираат. Тие се првите 2 чекори кои што ги направивме во овој краток период. Добро, благодарам за сега, да. Благодарам за сега. Ќе се навратиме и на другите овакво, за да бидеме само доволно парламентарни. Господинот Душко Груевски, доволно ли е ова што се прави и што ќе се направи? Знаеме дека имаше една иницијатива поради која што добар дел од поранешното раководство на РЕК Битола заврши со кривични пријави, токму заради тоа што не се грижеле доволно за екологијата. Може ли исто да се случи и на сегашното раководство ако ова не профункционира како што треба? Благодарам за поканата првен. Ќе се вратам на она иницијатива која ја поднесоа независните советници во Советот на општина Битола. Сакам да го демантирам господинот Груевски за неколку точки. Имено во Законот за локална самоуправа, во членот 2 став 6, убаво е објаснето што значи надлежност на општината. За во истиот тој закон, во член 22, префрлен во статутот на општина во член 16, да каже дека должна е општината да се грижи за заштитата на животната средина и да ги презема мерките за заштита. Значи тоа не е нивна волја, туку тоа е должност. Еве сега ќе ви кажам каде е тоа оспорено. Дозволете ми да се доискажам, нели мора да почнеме од некаде. Да. Истото тоа што во 2014 година господинот Груевски им го порача на тогашната власт и на седмица на 22.9.2014 им го рече следното. Еве ви предлагам една мерка. Викнете ги вашите пратеници, нека предложат во буџетот на државата да се одвојат средства за заштита на животната средина. Подобра мерка од ова нема да најдете. Ќе се вратам на иницијативата на поинаку. Тоа беа зборови на господинот Груевски? Апсолутно да, го цитирам. Добро.
Тоа значи дека имате право да поднесете иницијатива до предлагачот на промена на закон, согласно законската регулатива. Кога поднесувате иницијатива, вие не можете како граѓани да поднесете иницијатива до владата, туку поднесувате согласно закон вели до предлагачот. Предлагач за промена на закон може да биде влада на Република Македонија, 10.000 граѓани или пратеник. Што тоа значи? Доколку овие господа што се тука и во Советот имаат навистина искрена желба и намера да и помогнат на Битола во проблемот кој сите го спомнуваат кога се опозиција, можеле со еден нивни пратеник, бидејќи граѓанска иницијатива нема можност. Има само 3.000 и нешто гласа. Нема можност да собере 10. Да имаше можност да собере 10, немаше вака комодно да седат. Требаше да направат, според мене или според нас, да повикаат еден од пратениците, бидејќи господинот Груевски, го цитирам, рече вака: еве ви 10 минути пауза, викнете еден пратеник на седница на Совет, па нека побара од државниот буџет давање на средства за справување со заштитата на животна средина. Истото еве јас во име на граѓанскиот совет, исто го порачавме. Дозволете ми. Од седница на граѓанската иницијатива беше да се поднесе предлог за закон за РЕК. И ги цитирам советниците двајца. Добро, господине Груевски, се менува перцепцијата или само да го може да одговори. Значи поентата беше советниците од граѓанската од граѓанската листа поинаку им предложија следно: направете го како сакате именувајте го, што сакате додавајте и кој сака нека го предложи. Важно, предложете го. За истите оние луѓе кои се бореа за воздухот да го отстранат тоа од седница на Совет. Така да за мене тоа небулозно. Добро, мене ми личат разумно овие аргументи што ги кажа господинот Груевски. Можете да одговорите, па ќе во интерес истите аргументи ги кажавме и ние и нашите советници од говорницата. Значи, се она што е напишано во иницијативата, промена на филтрите во РЕК Битола. Ние кажуваме дека РЕК Битола со одвоените 20 милиони евра во наредните 4 години ќе ги промени филтрите во РЕК Битола. Ние кажуваме дека промена на седиштето на Елем од Скопје во Битола нема да го прочисти воздухот ни за 1 грам. И стоиме за тоа. Ние бидејќи тврдењето дека седиштето на Елем од Скопје во Битола ќе го зголеми буџетот на Битола за 3 милиони евра, бидејќи тука ќе биде седиштето, не е вистина. Јасно. Имате студија за тоа направено некоја поради која што значи постои распределба. Значи тврдењето дека ДДВ-то кое го плаќа како Елем во општина Битола ќе се зголеми, нема врска и не е поврзано со законот. Значи тоа е лажно тврдење и не е така. Понатаму, реализацијата на проектот за топловодот во РЕК Битола, она што ние како власт го ветивме во кампањата и го правиме е гасификација на општина Битола. 250.000 евра се одвоени во овој буџет за почеток на гасификација во општина Битола. И мерките кои ги предвидовме на 30 јануари и ги донесовме, веќе ги реализираме. Она што е како надлежност на општина Битола. Се согласуваме дека секој предлог на закон и секој пратеник може да донеси закон. Овие мерки кои се тука предложени, покрај тоа што не се во надлежност, што го потврди господинот Груевски до мене, Душко, дека не се во надлежност на Советот и ги предлага пратеник, немаме никаков проблем да ги предложи кој било од пратениците. Зборувам од името на институцијата Совет. Дали имате проблем? Дали вие ќе побарате од вашите пратеници тоа да го направат како што сте побарале кога сте биле опозиција? Значи, не е никаков проблем. Овие 6 работи ние веќе ги реализираме. Освен она што е првото, субвенцирање на цената на струјата. Меѓутоа, промена на кој било закон, со 3 пасуси, со 3 реченици, мислам дека за закон треба една соодветна анализа, особено за субвенционирањето на цената на потрошената на електрична енергија. Да не ни се случи она што ќе го добиеме како поевтина струја да биде потрошена на друго место, а ако биде во Елем како некои пари кои би ги вратиле кај нас да добиеме поголеми ефекти во однос на загадувањето на воздухот. Она што како Совет, морам да кажам, она што како Совет го донесовме и се согласивме сите на 30 јануари, веќе треба да признаеме дека се реализира. Ние изгласавме дека 3000 садници општина Битола ќе посади 3000 садници во овој период. Добро, тоа е нешто сосема друго прашање, сега да одиме или надлежност на Совет.
одиме Не кај вас, точно, после бидејќи очигледно вие не се беше разбираме. прозвана. Значи, немојте да ми зборувате за проекти по 5 години. Тоа веќе го слушавме. Ние треба да зборуваме за нешто конкретно. Ќе направиме, правиме, извојуваме. Значи, немојте тоа, доволно време го слушавме. Доволно време. Немојте да ми кажувате дека вие на седница на Совет сте се согласиле со нас дека треба да ја поднеси пратеник. Доколку вие бевте толку широки и расположени за соработка, кога беше поднесена иницијативата до општина Битола, можевте да викнете јавна трибина со граѓаните на општина Битола, можевте да викнете експерти, можевте нас да не викнете, можевте еколошките здруженија, можевте пратениците, можевте сите пред да стигни на комисија, пред да стигни на седница. Ако не сакавме да се расправа за иницијативата, Не точно. и ако не сакавме да разговараме во ова, ние воопшто и точка да немаше да ставиме на дневен ред. Колега Груевски, сакате да ми кажете дека вас не ви е гајле, дека може некаде постои можност Битола да добие субвенционирана струја, дека со тоа ќе му нанесеме зло на Елем? Значи воопшто не е под надлежност на Советот на општина Битола. Колега Груевски, се е под надлежност на Советот на општина Битола, што е за доброто на битолчани. И тука завршува секоја приказна. Законот за локална самоуправа вели дека општината има надлежност и одговорност да се грижи за животната средина и тука не знам што треба да расправаме ние. Тоа едно и второ е многу важно. Тоа е многу важно само многу е важно, го цитирам цело време, ќе го цитирам само господин Груевски. 12.9 го рекол следното, истото. Значи ништо нема да се префрлуваме, само ќе го цитираме. Што зборувале, а што зборуваат сега. Вели и предлагам 3 мерки. Ние како иницијатива предложивме промена односно санирање на мерните станици. Една од тие мерки беше таа која предложил господинот Валентин Груевски со тогашниот советник Александар Касапов. Втората мерка беше директно да се посочат загадувачите, кој цитирам господин Груевски. И третата беше и итно задолжување за набавка на најсовремени филтри, затоа што здравјето на граѓаните нема цена. Јас сакам да ги прашам, дали нешто од овие мерки внесоа во буџетот за 2018, бидејќи здравјето на граѓаните немало цена. Добро, колку што можеме да видиме дел од тие мерки ги има Елем, односно Битола во својата агенда, така ли, господин Ковачевски? Вие најавивте со филтрите, со менување на целиот тој систем кој што значи, тоа не е проста замена, се разбира, 20 на милиони евра во наредните колку години? Во наредните 3 години. 3 години. Да. Што значи ова дека Елем ќе се откаже од некои своји други ангажмани, проекти и приходи од рекламите кои што ги даваше, за да може да се насочи кон ова, или можеби тендерите ќе бидат правени на малку по домаќински начин, од што досега беше тоа правено? Добро, значи за јавност. Без разлика дали мерките ги спроведува општина Битола, дали ги спроведува јавното претпријатие Комуналец, дали РЕК или АДЛ. Тие се мерки за сите граѓани на општина Битола. И тука нема двојба дека сите ние, кои што сме носители на високи, дали се тоа јавни функции, дали општествени функции, треба да се грижиме за здравјето на сите нас. Сите го дишчиме истиот воздух. И нема тука популизам. Со здравјето на сите нас граѓаните. Акционерското друштво Елем, преку РЕК Битола, сериозно се занимава со проблематиката на загадувањето на воздухот. И кажав дел од мерките и повторно ќе ги кажам и другите мерки кои што ги спроведуваме и ќе ги спроведуваме во наредниот период. Добро, овие ги кажавте, сега другите само ве молам на кусо да ги набројам. Во делот на заштитата на животната средина треба да се профункционира и проектот десулфуризација. Проектот десулфуризација требаше да започне 2007 година, заради финансиската криза беше одложен 2012 година, па до 2015 година од претходната власт, па до 2017 и досега не е направен ниту еден чекор. И за ова треба да дискутираме и да дебатираме. Добра, зошто се потрошија 30 милиарди евра државен буџет, а не се стави ниту едно евро за десулфуризација, кој што е главен извор на загадувањето кој што го продуцира РЕК Битола. Добро, но од каде пари, ако во буџетот, како што рече господинот Димитровски, овој проект кошта отприлика околу 150 милиони евра. И акционерското друштво Елем, со новата влада предводена од Заев, во наредните години од 2019 до 2023 година, во 4 годишен период ќе го спроведи овој проект на десулфуризација. За да отпочне постапката на десулфуризација, најпрво треба да се направи проектот за целосна реконструкција на електростатските филтри, затоа што тоа е брзан процес. Затоа почнуваме со филтрите, ќе ги работиме еден по еден филтрите. Во 3 години
ќе променуваме, односно целосно ќе реконструираме по еден филтер и за 3 години ќе завршиме комплетно. 20 милиони евра ќе бидат инвестирани. Потоа започнува проектот на десулфуризација, но исто така е значаен и третманот на отпепелувањето. Уште два проекти кои што господинот Груевски присуствуваше на неколку отворени трибини и дебати внатре во Рек Битола, што досега, нека каже дали некој од јавноста, вратите на Рек Битола некош биле отворени за јавноста, како што се отворени сега во овие неколку месеци. Повикани се сите здруженија еколошки, повикани се стручни лица екологисти и заедно со нив и со странски представници. Не имавме презентација на кинеска компанија за десулфуризација, имавме презентација на чешка компанија исто така за десулфуризација. Имавме за електростатските филтри од неколку компании. И беа повикани сите од јавноста. Добро, тоа е нешто што нормално треба да се случува. Благодарам, повелете ги. Најпрво мислам дека е доста клучно за граѓаните на Битола и на Македонија да се добие одговор на прашањето зошто толку малку средства се издвоени, меѓутоа тоа вие ќе можете повторно да го поставите. А сега би се задржал на неколку работи кои што господинот Ковачевски ги кажа. Обид за добар пиар е на АДЛМ, меѓутоа само обид неговиот настап во овој дел од панел дискусијата. Зошто? Бидејќи според податоците кои што се релевантни податоци кои што јас ги добив припремајќи се за оваа емисија, најпрво во однос на одлагањето на пепелта или отпепелувањето, кој што е многу важен процес за да се намали аерозагадувањето и емисијата на частичките. Според информациите од месец ноември, одложената пепел не се покрива со земја, што е голем проблем, а исто така со самото доаѓање на новата гарнитура на СДСМ, пред формално да биде и Васко Ковачевски директор таму, без причина е повлечена набавка на систем за прскање со адитиви за прашината на депонијата за пепел. И сега се работи на изработка на некои нови проекти кои што дополнително ќе го одолго влечат овој процес на справување на проблемот кој што се јавува со отпепелувањето или одлагањето на пепелта во депонијата, која што е во рудникот во Рек Битола. Исто така уште едно клучно прашање кое што се однесува на замената и интервенцијата врз електростатските филтри и тој процес на десулфуризација, односно справување со емисијата на сулфурните оксиди и прашината која што излегува од оджаците, бидејќи се спомна дека ќе се одвојат средства во следните неколку години. Исто така би сакал да добијам одговор на прашањето зошто на испратеното барање од страна на претходното раководство на ЕЛЕМ, раководено од ВМРО ДПМН, на 23 мај 2017 година, барањето испратено до владата на Република Македонија, веќе почна функционира и новата влада и функционира до денес, предводена од Зоран Заев. Нема никаков одговор, бидејќи тоа барање е за обезбедување со државна гаранција на финансии, кои што најпрво би се однесувале на тие 20,5 милиони евра за електростатските филтри, а уште поважно, за да продолжи потоа процесот за десулфуризација, каде што треба државата да одвои уште дополнителни 140 милиони евра. Господин Ковачевски имаше 2-3 прашања за вас, кои што треба прво за отпепелувањето. Точно сакам да одговорам на овие прашања. Најпрво, каков беше третманот во Рек Битола од претходното раководство, најдобро ќе кажат надлежните институции, затоа што претходното раководство на барање на Сдруженијето за нас се работи веќе имаат кривични пријави за начинот како се одлагаше пепелта и за водењето несовесно раководење на комбинатот. Ова раководство, новото раководство на Рек Битола започна со третман на пепелта со континуирано и навремено покривање на одлагалиште кое што е предвидено. Со овие средства кои што сега ги предвидуваме 120 милиони денари, ќе се изработи заштитен појас, насип, односно касета, изработка на канал за одводнување и изработка на систем за прскање. Тоа се 120 милиони денари издвоени во годишната инвестициона програма на АДЛМ за 2018 година. Дел од активностите веќе се почнати. Извршено е ангажирање на помошна механизација која што во моментот е веќе активна на терен, работи на континуиран насип на пепелта. Но исто така, можеме да кажеме дека е веќе при крај набавката и на собствена механизација на акционерското друштво ЕЛЕМ за потребите на Рек Битола. За ова година предвидени се 19 милиони евра. Мислите дека тоа ќе се заштеат пари за ископот? Дел од таа механизација ќе се користи за процесот на отпепелување, а дел ќе се користи за ископот и транспортот на јагленот. Точно така,
со набавката на ова механизација и тоа како ќе се заштитат средства од нашите пари, парите на акционерското друштво кое е собственост на државата и на граѓаните, во поглед на тоа колку и како се користеа досега средства за ископ и транспорт на јаглен. На почетокот кажавте дали РЕК е извор на корупција и криминал. Ние слушавме од проектот Вистината за Македонија, како се местеле тендери, како се работеше во РЕК Битола, и токму затоа јас како тогашен пратеник бев многу гласен заради криминалот во РЕК Битола и заради третманот односно не третирањето на пепелта и се она што се издувни гасови од страна на производството на... Тогаш зборувавте, чинам, и за тендерите што беа давани практично на две фирми, на едната на Транснет, другата на Пелистер, па сега еден од вашите први тендери заврши со непосредна спогодба, значи тендер во 4 очи со Пелистер? Не, извинете, советнички Илиевска, значи тендерот не е во 4 очи, тендерот не е со непосредна спогодба, набавката на ископ и транспорт на јаглен заради потребите на РЕК Битола, затоа што претходното раководство депонијата на јаглен ја остави празно, мора веднаш да се реагира и постапката која што сега ја има градежното предпријатие Пелистер е дел од јавната постапка која што е објавена преку јавна аукција и која што за скоро на непол месец ќе оди преку аукција. И оваа постапка трајна ископ и транспорт на јаглен само додека се најди онај изведувач кој што преку аукција ќе понуди најниска цена. Илиевска, имаше после вие? Само една работа да ја разјасниме за јавност. Ова е она што ни се случува во Битола. Вие правевте вака, вие правите така, вие направивте ова, ние ќе направиме ова и ние се вртиме во круг. Ако ви кажам дека стапката на заболени во 2016 година била 3 лица дневно диагностицирани со малигни заболувања, и ако ви кажам дека децата од 0 до 6 години во Пелагонискиот регион со најголем број на малигни неоплазми, ќе сватиме дека Битола, ќе ги цитирам, и господинот Ковачевски, и господинот Груевски, и градоначалничката, на не знам безброј пати кажале дека Битола е во алармантна состојба. Дека Битола мора веднаш да бара начин. Вие ми кажувате проекти кои ќе трат 3 години, 4 години и 5 години. Јас ви кажувам, зошто вие постои. Кој проект го реши загадувањето во Битола за 1 месец? Еве да го изгласаме сите. Сите заедно. За 1 месец ќе го реши проектот загадувањето во Битола. Колега Груевски, оставете и простор на Илиевска, мола. Видете, нападот е секогаш најдобра одбрана. Јас ви поднесов иницијатива и доколку некој од вас сакаше да го реши тој проблем, ќе го решеше. Вие можете мене да ми кажувате овде 300 приказни дека ќе направите, јас ве прашувам што во моментот превзема општина Битола. Вие можете мене 10 пати да ми кажувате. Во врска со конкретните мерки кои ми ги кажавте. Колега Груевски, истите мерки ги правеше општина Битола и претходно, па јас и вие бевме против тие мерки. Кажете ми дали мерката миење на улиците представува мерка за заштита од загадувањето. Се обидувате да заборавате некои работи. Не ме оставате да се докажам. Не, вие заборавате дека 3,5 милиони имате во овој буџет за заштита на животната средина. Добро. Заборавате дека имате 3,5 милиони помалку. Заборавате дека имате само 450.000 исто како претходната власт. Кажете ми кои други работи се различни. Ако добијам збор, ќе ја кажам разликата. Кога ќе се доискажам, ќе ви кажам. Добро, ајде. Значи, вие заборавате некои работи дека постојат итни мерки. Вие заборавате дека во време на локални избори, во време на локални избори велевте дека во првите 100 дена во најмала рака ќе го решите сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. 4 месеци се поминати. Кажете ми, зошто ниедна од тие итни мерки не е спроведена? Може да ми кажете, еве ќе тргнеме од почеток. Втора работа, ако овде имало нешто почнато да се прави, јас не мислам дека овде ќе имавме дебата. Немаше да има дебата. Мислите вие дека ако нешто се правеше во Битола, немаше ние ќе бевме тука присутни? Која е разликата? Значи морам да кажам дека јас и колешката Илиевска бевме во една советничка група во претходниот мандат. Добивме на партиски избори и бевме партиски представници во Советот. Сега сме од различна, јас сум исто од партиска, колешката сега е независна листа. Значи има разлика. Разликата е што 2 години ние се убедувавме во претходниот мандат дека имаме загаден воздух. 2 години. Ние на вториот ден признаваме и не викаме дека нема
загаден воздух. Што е она што општина Битола го презеде во овие 120 дена локална власт? Од кога стапила градоначалничката на функција и од кога ние сме стапиле како советници. Она што е наша надлежност. Еве, мерката за 3000 садници во Битола, која реализираме, од кога сме донесле во овој месец се посадени околу 370 нови садници во Битола. То не се правило. Купени се 67 прочистувачи на воздух. Секоја занимална во детските градинки доби прочистувачи на воздух. Наредно ќе му клаите на грбот на децата прочистувачи и ќе шетат низ градот. Значи, забелешките не требаше да ги купиме. Добро, не требаше, ако не требаше, ќе ги вратиме назад. Загадувањето, не значи, сме купиле прочистувачи на воздух. Реков дека ја сме обезбедиле. И ја почнавме гасификацијата. Добро. Ај тука малку ќе ве прекинам. Најголемата сума, само уште една реченица ќе ве молам, најголемата сума во буџетот на општина Битола за експроприација на земја е одвоена за ова година за изградба на пречистителна станица во Битола. Проект кој почнал пред 10 години, меѓутоа сега тоа се пари кои ги одвојуваме за експроприација на земја. И сето тоа е во заштита на животот и признаваме дека воздухот е загаден, за разлика од Божите шили што беа пред 4-5 години. Добро. Значи признаваме. Господине Душко Груевски, благодарам. Некако многу како партиски митинг стана, сакам само повторно да подсетувам. Бидејќи немам друга цел освен да ги подсетувам и едните и другите. Господинот вас колку подсетивте за тие непосредни начини на склучување на тендери, така. Само сакам да кажам дека истата таа забелешка беше и во минатото, но јас пак ќе се навратам на покажувањето на намера, дали имате намера да сторите нешто. Уште еднаш, само на локалната самоуправа, не на централната власт. Согласно законот, јас секогаш сакам да одам согласно некакви закони и некакви правила. И ова е дилетанство, ова е јас реков така, ти рече така, па ќе се одрекува. Согласно законот за локална самоуправа, согласно статутот на општина Битола, во член 22 став 42 вели: Советот на општина Битола по потреба формира постојани или повремени комисии на Совет на општина Битола. Сограѓанката Габриела Илиевска заедно со Иван Чулаковски како независни советници предложија комисија времена за ревизија на работата на претходната општинска администрација. Апсолутно по закон. Новата власт локална не сакаше да чуе за таква комисија. Зошто? Треба да нагаѓаме. Ако си земам за право да нагаѓам, ќе речам најверојатно затоа што во минатиот период правеле некакви заеднички манипулации со средствата од општина Битола. Се извинувам. Јас затоа реков ќе пробам да нагаѓам. Бидејќи председател, се извинувам. Председателот, зошто не дозволивте? А зошто не дозволивте комисија? Зошто не дозволивте комисија? Ајде да Ке ви одговориме. Сакате, можам да одговорам? Да, апсолутно, сакам да ве чујам. И да си го вратам зборот назад. Значи вака се. Габриела Илиевска и поинаку досега предложија 3 комисии или 3 начини во овој совет, ако добро се сеќавам. Комисијата за туризам беше прифатена и ова иницијатива беше ставена на точка на дневен ред. Комисијата за ревизија на работењето на Владимир Талевски од ова. На општина Битола, не на Не. На општина Битола, на Значи, администрацијата. сега јас ќе ви кажам, значи знаете сите добро, знаете советници од претходниот состав и целокупната документација се наоѓа во Министерството за внатрешни работи и во специјалното јавно обвинителство. Се водат можеби 20 истраги за она што го работела претходната администрација. Сакате да ми кажете дека нема никаква документација во општина Битола? За она што се работело се е во специјалното јавно обвинителство. Јас тврдам уште еднаш, да си го вратам само зборот за да поентирам, јас тврдам, одговорно тврдам. Тврдењето дека некој ќе го заштитува Владимир Талевски сега, овој мандат мислам дека е безпредметно. Јас само реков дека немате да превршиме овој дел од дебатата, бидејќи мислам дека Јас сметам дека новата локална власт со ништо во овие 4 месеци или 3 месеци не покажа интерес кон овој проблем. Зошто? Затоа што дури и за свлечиштето кое постои горе повеќе од една година не презеде ништо со изговор дека постоела некоја пукнатина. Сигурен сум дека таа пукнатина не е причината од некаков вулкан. Значи ова е мислам не е така. Тоа е ваша изјава. Добро. Не е така. Да навлегуваме сега во тоа. Тука сакам да повикам. Затоа што камионите потешки од 7 тона поминуваат низ градското подрачје повеќе од една година. Па и тоа е дел од загадувањето, да. Исто, да. Затоа и велам.
локалната власт ништо не преземе. Добро, јас пред оваа емисија бев до градоначалничката, која што исто така ми даде изјава на оваа тема. Сакам сега да ја погледнеме, за да имаме после со што да продолжиме да дебатираме и се разбира да ја вклучиме и публиката. Слушнав за иницијативите кои што беа повлечени исто така во Советот на општина Битола. Постојат многу начини како може да и биде возвратено на Битола со самата локација на рек Битола во близина на општина Битола. Не би говорила за тоа дали мора да биде токму тој начинот со пренесување на елем точно во Битола, затоа што, како што веќе напоменав на самиот почеток, ако пари и средства се враќаат во општина Битола, онака како што заслужуваат битолчани, тогаш сето тоа може да продуцира всушност бенефити од поинаков аспект и да работите не изгледаат онака како што изгледале досега. Прашање е само на тоа како би требало сето тоа да се изведе. Но, што е улогата на локалната самоуправа, на градоначалникот во сета таа, да кажам, приказна. Градоначалникот е тој кој што треба да лобира, кој што треба да бара од централната власт. Јас веќе во многу наврати имам кажано дека за спортот во Битола треба да се вложи многу повеќе. Како еден пример. Но проблемот со аерозагадувањето не смееме да го лоцираме само тука и да кажеме дека само централната власт е таа која што може да направи нешто за овој проблем. Локалната власт има своји ингеренции, јасно дека треба да ги искористи истите. Оно што го направив како градоначалник веднаш откако дојдов на својата функција е што обезбеди средства, значи уште во буџетот на 2018 година со 15 милиони денари за проектот гасификација. Јас сметам дека на овој проблем треба да се приде многу системски и токму овој е начинот како треба да го направиме, значи тоа. Гасификацијата е вистинскиот излез сушност за длабок придонес на проблемот на аерозагадувањето, на решавањето на проблемот со аерозагадувањето. Можам да кажам дека како општина сме во доста напредна фаза, во подготовка сме речиси е изготвен всушност тендерот на идеен и проектен документи за гасификацијата. Сериозно голем проект, меѓутоа храбро влеговме во него затоа што токму, како што кажав, сакам системски да влеземе во решавањето на проблемот. Второто што го направив како градоначалник е лобирањето исто така до централната власт околу за обиколницата во Битола, кое што како проблем постои од 2016 година. Јас не би навлегувала значи околу тоа дали можело да се направи претходно нешто и зошто тоа чекало 2 години. Меѓутоа, веднаш откако дојдов на својата функција, отидов во Скопје, значи на разговор на состанок официјален со Агенцијата за државни патишта, каде што имавме многу плодотворен значи разговор. Обиколницата во Битола значи почна да се санира. Оно што беше воочено во самата изведба беше пукнатина која што се појави на терен и која што не може никој да ја предвиде, што побара всушност измени во самата проектна документација за фаќање, да кажам, на една друга линија на опфат на самиот терен. И тоа направи условно кажано некаков застој на работите, велам условно, затоа што не се гледаше на терен, меѓутоа застој реално не постоеше, затоа што се извршува измените во проектната документација. И оно што особено исто така ме радува е што успеавме, како град значи, да во рамките на таа програма и на санирање на обиколницата всушност овозможиме да се направат, да влезат значи во план изработување на зидови во населбата Баир, каде што често пати ни се јавува она ѓубриште и депонии, а меѓу другото и горење на истата, кое што исто така дополнително придонесува за аерозагадувањето. Значи, лобирањето, дослухот и спреката со централната власт, што треба да ја прави еден градоначалник, е всушност нешто на што треба да се работи и сме работеле, односно сум работела како градоначалник. Добро, повторно во студиото, тука во Домот на културата во Битола. Господин Димитровски, го слушнавте излагањето на градоначалничката. Вие како опозиција претпоставувам имате доста забелешки на работењето. Добро, прво една забелешка што се однесува конкретно и на емисијата, добро ќе беше да беше тука градоначалничката, бидејќи вака со видео излагање малку е покомплицирано да ја собратиме, меѓутоа сепак во интерес на граѓаните од ова што го слушнавме конкретно, најпрво на тоа после би сакал еден сублимат да направам претходните дискусии. Како клучен проект се издвојува проектот за гасификација, меѓутоа граѓаните треба да знаат дека се работи само за изработка на физибилити студија
за која што се издвоени 15 милиони денари во идната година. И тука завршуваме со екологијата. Значи на централно ниво не добив одговор зашто се така мали средствата, а тука имаме бивш пратеник, луѓе од власта кои што треба да ги имаат конкретните информации. На локално ниво средствата се исто така намалени. Имаме само физибилити студија за гасификација. Обиколницата е уште побанална ситуација, бидејќи ако се враќаме во минатото, без бој пресконференции, значи не се работи за 2 години, како што спомена градоначалничката, некаде од октомври 2016 е затворена обиколницата, без бој пресконференции како обиколницата веднаш ќе била пуштена, кога ќе се добиела централната власт, се доби, не се пушти, па после ќе била веднаш пуштена кога ќе се добиела локалната власт, па сега и централната и локалната, па дури тука слушнав некој да фрлување за кој имал или кој немал ингеренции во поглед на обиколницата, која што и тоа како влијае врз нарушување на амбиенталниот воздух, односно врз загадувањето, бидејќи сите сега тешки товарни возила се движат низ центарот на градот, но тука би се надоврзал на уште едно клучно прашање, кое што некако магично исчезна од приоритетите на СДСМ за време на локалните избори и затоа никаде не е споменато. Тоа е проектот за топлификација, за кој што треба сите ние битолчани да сме живо заинтересирани што се случува, бидејќи ако говориме како рек Битола треба да врати на Битола, еден од начините и спроведување на проектот за топлификација, а би сакал, не добив досега, за жал, ниту еден конкретен одговор од господинот Ковачевски, не знам зошто не добив, меѓутоа граѓаните ќе си го ценат тоа. Би сакал, еве, уште едно прашање да поставам, зошто проектот за топлификација во услови кога на база на физибилити студијата се одобри кредит од КФБ банката уште во месец јуни 2017, декември 2016 година, потоа исто така е склучен договор со консултант, па беше објавен и тендер и на крај за време на евалуацијата на понудите, некаде во месец август 2017, кога веќе новото раководство на Елем ја превзеде компанијата, тој проект е стопиран. До денес официјално за волја на вистината не слушнавме некој да се откажи, меѓутоа веќе подолг период проектот е на чекање и нема никаква информација околу тоа. Добро. Така благодарам да му дозволиме можност на господинот Ковачевски да одговори. Ја молам публиката да микрофонот да биде во вашите раце за да може веднаш да се уклучиме со прашањето. Добро, на прашањето за проектот топлификација можам да кажам дека истиот е во рамките на акционерското друштво Елем и е ставен по знак прашање. Не само од нас како ново раководство на Елем, него и од стручната јавност, дали овој проект топлификација е економски и еколошки исправен за Битола. Прво ќе поминиме на еколошкиот аспект. Физибилити студијата за топлификацијата и користењето на парејата од рек Битола и носењето на истата до Битола се предвидува да се носи под цевковод, меѓутоа со пригревање на 3 подстаници на кои што ќе се користи мазут. Знаете дека мазутот и тоа како го загадува амбиентниот воздух. И од тој аспект, економски, кој ќе видиме дека за истиот треба се потрошат преку 70 милиони евра, а време трајањето на експлоатацијата и работењето на рек Битола е веќе 15 до 20 години, испаѓа дека математиката е многу висока. И тоа граѓаните на Битола и на Република Македонија ќе кошта многу скапо. Меѓутоа, истовремено, кога имаме во план да гасифицираме Битола, да се оди со проект гасификација, не е коректно да се задолжуваат битолчани за 2 проекти кои што ќе возат паралелно. Тоа е како исто дома да купите 2 скапи автомобили и едниот да седи дома во гаража, со другиот да се возите. Сметаме дека проектот гасификација е еколошки понапреден и далеку поевтин за да се користи како енергенс за затоплување, но исто така и за користење за индустријските капацитети. Токму затоа во нареден период ние како акционерско друштво Елем сериозно ќе одадиме проектот топлификација на ревизија и ќе видиме дали тој истиот ќе продолжи или средствата кои што се земени како кредит ќе бидат пренаменети во други проекти, дали тоа е гасификација или други енергетски проекти за Битола и за регионот. Добро, благодарам. Прашање од публиката, ве молам само слободно кажете. Се слуша? Да. Добро вечер, јас сум Љупка Балојани, председател на еколошкото здружение Екожена од нашиот град.
Како здружение постоиме 18 години и за сите овие проблеми во текот на сите овие години сме пишувале и во весници и на трибини, сме го дигале нашиот глас за чиста, здрава средина, животна средина, но тој глас до денес, за жал, е глув. Никој на тие наши предлози што сме ги давале не се осврнал. Прво, ќе ми дозволите, почитувани присатни, почитуван водителу, почитувани гости и присатни, јас сум овде најстара, имам една сериозна забелешка прво до присатните кои досега ги слушав, гости, кои досега ги слушавме. За жал, ова го слушаме во текот на 25 години осамостајување од на нашата земја, заради вакви меѓусебни предсепартиски препукувања, политички препукувања, ги забораваме најчесто другите проблеми што не тиштат како граѓани, а ние дојдовме овде да слушаме за најактуелната тема, загаденоста на нашиот воздух во нашиот град. Па луѓе, свесни сме дека секој ден умираме. Јас денес дојдов сега од 2 погреби, верувајте, едниот од карцином беше. Ве молам, вие што сте овде присатни, заборавете на меѓу вашите односи. Сето ова меѓусебно обвинување или оправдување не ни помага. Ние се гушиме како трет град во Републикава или прв на Балканот преку рек како загадени и сега овде се уште слушаме, вие вака рековте, вие вака правевте. Доста е, луѓе. Доста е, свестете се, јас сум возрасна на прагот што се вика на животот да ми дојди крај. Ама на вас, на младите, останува ова. Благодарам. Имате прашање до некој имам конкретно? Прашање, да, имам прашање. Како еколошко здружение, во минатата, оти оваа загаденост почна од минатата година и слушавме дека сме загаден град. На 10. октомври испративме 7 предлози од еко здружението до Советот на општината, до градоначалникот, до Битолски весник, до комуналец и така натаму. Имам информација дека првиот тие 7-8 предлози воопшто се одбиени да се стават на дневен ред во Советот, а сега пред еден месец повторно уште со 7-8 нови предлози во врска со мерки за намалување на загаденоста и пак немаме одговор. Сакам да прашам дали е присатен некој од Комисијата за животна средина при нашата локална самоуправа. Вие сте? Драго ми е да се запознаеме. И, добро, може да и го дадете и микрофона да одговори. Не, ќе сакам да прашам, зошто во нашиот град од вас како совет и одговорни не е преземено за намалување на загаденоста, не од рек, тоа доволно го слушнавме и ние како еколози сме барале. Но вториот фактор што придонесува за загадувањето е смогот од автомобилите. Густиот сообраќај од кој Битола страда. Секоја куќа има најмалку по 2, по 3, дури и 4 коли. Тоа претежно стари, со издувните гасови. Благодарам. Ние се гушиме и ништо не презедовте, ниту да се намали сообраќајниот метеж, можеше по непар возила да се нареди да се вози, можеше превоз до учениците до училиштата и благодарам, може да ништо од сите тие прашања, Илиевска се јави за збор и претпоставувам и господинот Груевски. Ништо не ни одговорено. Благодарам. Зошто нашето... Благодарам. Да. Повелете ли? Од она што го слушнавме од излагањето на градоначалничката и од господјата, можам само да се надоврзам дека и ние како советници баравме едно добри 3 месеци да се свика Комисија за животна средина и на истата да се добие информација за загаденоста во општина Битола. Меѓутоа 3 месеци не беше свикана комисијата, беше свикана негде после Нова година, така мислам, после буџетот. Дури не беше свикана ни заради причината која што јас еве на Комисија за буџет прашав зошто се намалени средствата за животна средина. Меѓутоа, од она што го слушнав
од видео записот можам да констатирам две работи. Првата работа е дека ние, значи, ништо поќе не треба бараме од централната власт. Шо ќе ни пуштат од Скопје, ќе ни пуштат, шо ќе ни напрат, ќе ни напрат. Ние треба да ќутиме, да чекаме и да гледаме да бидиме надлежни за нештото што го бараме, оти инаку ќе бидиме осудени дека нешто сме побарале за нашиот град. Секое барање, секоја иницијатива не може да помени, бидејќи некој некаде работи за тоа и ќе ни кажи. 27 години од осамостојањето на Македонија се поминати, еден пратеник од Битола, кој заминал во Скопје, не се сеќава дека заминал од Битола. И не се сеќава дека требало нешто да направи за Битола. Втора работа, значи, градоначалничката требаше да биде присутна тука, а исто така треба да биде присутна и на совет. Бидејќи ние имавме претходно градоначалник кој го гледавме само на телевизија и кој разбиравме што работи од телевизијата и од изјавите кај новинарите. Значи, ние имаме изживеано 12 години со таков градоначалник и веќе не можеме така да функционираме. Не може некој да ни кажува преку новинарите за проектите. Ќе го подсетам колегата Груевски. За проектот со садниците, ние бевме во соседната соба со колегите, апсолутно никој не викна да го видиме проектот. Нас ни беше соопштен проектот. Исто така вчера од изјава на градоначалничката разбрав дека ние имаме предлог мерки од Геосфера и истите се доставени до советниците и до Комисијата за животна средина. Тука има двајца представници од Комисијата за животна средина. Јас ви кажувам дека нема стигнато апсолутно никакви мерки до нас. Што значи дека може би мерките на истиот начин и материјалите се доставуваат само кај советници од власта. Тоа е она што мене ми смета, не принципиелноста. Значи истото го зборувавме и Вие сте од претходно. Комисијата за животна средина, може малку за овие мерките што се од Геосфера, дали се споделени со другите советници? Добар ден, добро вечер. Ги поздравувам сите. Ја поздравувам и вашата телевизија. Јас сум Олга Лозановска, советник во Советот на општина Битола. Советник во Советот на општина Битола. Јас и изминатите 4 години бев советник во истата општина. Можам најодговорно да тврдам дека работев цело време во интерес на сите граѓани на општина Битола. Се што можев да направам, направив. Ете да речеме, можам да се пофалам дека се изработи леапот, кој што општината го немаше до тогаш. Се формираше тело, сите се ангажиравме и на крајот го изработивме леапот како еден стратешки документ од кого можат да произлегуваат многу проекти и мерки во врска со загадувањето на воздухот во општина Битола. Знаеме дека тоа е навистина еден проблем, го имаат и многу градови големи во светот, го имаме и ние. Знаеме дека треба средства за сето тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам дека се она што беше во наша надлежност, ние преземавме и правевме за да може да се подобри квалитетот на воздухот. Презедовме и мерки за субвенционирање на печки на пелети, прскање на улиците со калциум, магнезиум, ацетат. Се воведе мерење со мерна станица во текот на летниот период, во период од 2 недели. Како?
Во кое својство бевте тогаш во Советот? И то советничка и сега, и тогаш бевте и сега сте советничка. Да. Добре. Значи, извршивме мерење во летниот период и резултатите покажаа дека нема надминување во летниот период на ПМ частичките и само да кажам дека тие мерки од не се до мене дојдени до сега. Добро, тука се господата од Геосфера, ве молам дајте им го микрофонот. Малку кусо за мерките што вие ги поднесовте до Советот и прашања до советниците или до директорот на РЕК Битола. Така. Ние изготвивме околу 30 мерки, предлог мерки, групирани во 8 категории. Едната мерка е зелена Битола, се поврзано со зеленилото. Втора Битола велосипедски град, индустрија, мало стопанство, затоплување на домови и институции. Понатаму предлог мерки во врска со РЕК Битола, генерално кои што се општо познати. Заштита на деца и стари лица, сообраќај и инспекторат за животна средина. Од сите мерки кои што се наведени, некои се со потребно големо финансирање од страна на општинскиот буџет или пак од централната власт, но за голем дел од нив не е потребно воопшто пари. Пример, една мерка која што ние детектиравме и во нашите истражувања во текот на овој проект Слика постира алармира, кој што го спроведевме овие 3 месеци, вршевме мерења со мобилни детектори за ПМ частички и утврдивме дека всушност најголем дел од загадувањето на воздухот во текот на зимскиот период потекнува од домаќинствата. И концентрациите на ПМ частички се движат максимално над дозволените концентрации неколку пати во урбаното подрачје на градот. И заклучуваме дека всушност главна причина за тоа е затоплувањето на домаќинствата пред се. Добро, што беше мерката што тука ја предложивте, што не бара средства многу? Токму така. Значи мерката е да се обезбеди, односно да се дистрибуира во текот на годината сертифицирано суво дрво, огромно дрво, кој што продуцира според европските и според америчките агенции за животна средина, продуцира 3 пати помалку ПМ частички во воздухот отколку влажното дрво кој што во моментот во голем процент се дистрибуира до домаќинствата. Затоа ни сведочат и многобројните изјави на А какво дрво продава Македонски шуми? Па тоа е дискутабилно, значи тоа треба да се провери убаво, бидејќи имаме повеќе шпекулации, значи тоа треба да се провери, дека се дистрибуира многу влажно дрво, а тоа на нашата Facebook страна кај што се објавува аерозагадувачите, значи самиот проект е Слика постира алармира, кај што се слика за аерозагадувачите, многу домаќинства се жале дека ние не сме виновни што чадиме толку што загадуваме, заради тоа што дрвата не ги донесува во ноември, во декември. Така што тука ќе треба како едно прашање до сите присутни гости. Адресирајте до некој поконкретно каде што мислите дека треба. Дали општината, дали било која друга институција во државата ќе може некако да направи да го стави во некоја законска рамка дистрибуирањето на сертифицирано суво дрво до домаќинствата, за да не се случува, бидејќи имаме податоци некои, односно шпекулации дека се врши извоз на дрва во Грција, во Бугарија на суво дрво, овде кај нас оди влажното дрво. Тоа што се Да, само со оваа мерка, значи ако се дистрибуира суво дрво до домаќинствата и доколку се постават водени филтри на сите институции кои што согоруваат мазут како енергенс, и доколку се применува законската одредба за чистење на оджаците редовно сертифицирано чистење, значи кај што обавезно ќе има чистење преку годината, тогаш ние очекуваме дека само со овие мерки кои што не се потребни пари ќе се намали загадувањето за 50%. Повелете. И неколку беа прашања упатени кон она што го работело општината и дали сме соработувале. Мене една реченица ми се допадна од колешката Лозановска, во која кажа ние преседовме се што беше во наша надлежност. И се согласувам со таа реченица. Оно што го праша граѓаните дека поднесоле мерки, колку што разбрав, тоа било негде 10 октомври минатата година. Јас такви не сум видел досега такви мерки, а еве се обврзувам дека од утре ќе ги проверам каде стигнали, дали заглавили негде, и јас како председател на совет ќе ги видам. Она што сакам да го кажам е дека општина Битола потпишала меморандум за соработка со регионалното географско друштво Геосфера. И тој меморандум сме го потпишале на 24.11.2017 година од сегашната градоначалничка Наташа Петровска и председателот на Сдруженијето. Тој меморандум стои. Од тој меморандум произлегле неколку мерки во кои ние сме се обврзале и сме имале еден проект кој сме го нарекле Сликај, постирај и алармирај. И ние
сме ги сликале, сме ги поставувале на веб страна, значи географското друштво, загадувачите и оние кои биле загадувачи во Битола. Тоа е она што и активистот Груевски го кажа дека јас сум се залагал во минатото, дека треба да ги кажеме загадувачите. Сум се залагал и сега се залагам. Дел од мерките, само да завршам. Дел од мерките. Ние нема потреба да откриваме, бидејќи стои во програмата направена и изгласана во 2013, буквално секој загадувач или поголем загадувач. Така е. Не треба да измислиме, го цитирам, топла вода, туку треба само да ја земеме програмата и да ги реализираме мерките. Така е. Значи, доколку е така, сето ова што го зборуваме сега би било попусто. Ако имаат искрена намера, нека ја земат програмата која се изгласува и нека реализираат. Дел од мерките кои ги предлага Геосфера, значи зелена Битола, велосипедски зрат и така, се она што ние како општина и како власт можеме да го реализираме и го реализираме. Не викаме дека во овие 3 месеци презедовме се и решивме се, далеко од тоа. Меѓутоа дека се посветивме на решањето на проблемите. Поставивте ли барање до шуми за сертифицираното дрво суво? Можеме да го, да, можеме да го поставиме тоа. Дали е поставено? Не. Добро. Значи, зелена Битола и пошумувањето, она што го зборував, Добро, тоа го скажавте неколку пати за дрвствата. Оди како проект, значи голем дел од овие мерки ги имплементираме и ги реализираме. Добро. Значи кои се постават. Сакал да реплицирам во манир на тоа што сакам да потсетам председателот на Советот дека е председател на Совет со негово владеачко мнозинство и граначалничката исто така доаѓа од истата коалиција. Не може со еден ваков демагошки а сладкоречив пристап да се пристапува кон вака сериозен проблем, бидејќи граѓаните очекуваја и од оваа емисија, а многу повеќе нормално во работењето на Советот, на комисиите и самите седници одлуките да добијат конкретни решенија на проблемот со загадувањето. Сакам сите тука присутни да ги потсетам дека во јануари и февруари месец 43 дена воздухот во Битола беше над дозволеното ниво. Значи тука слушаме за иницијативи кои што ако и се допаѓаат на новата власт се прифаќаат, а не знаеме каде води тоа, и иницијативи кои што ако не се нивни предлог не се прифаќаат, ниту подразно, ниту се разгледуваат. Значи, сите предлози кои што ги предложи и независните советници, и ние како опозицијска советничка група, а кои што се однесуваат конкретно на намалување на аерозагадувањето, досега беа одбиени и ништо не беше прифатено. Во интерес на вистината, ве молам, во интерес на вистината, на седницата на која расправавме за краткорочни мерки за намалување на загадувањето на воздухот во Битола, од страна на сите останати, освен од владеачкото мнозинство, беше предложена една и единствена мерка и истата беше прифатена. Да се забрза постапката со ослободување на обиколницата во Битола. Истата беше прифатена од колегата Никол Чанкуловски и истата беше изгласана. Не е точно. Која друга мерка беше предложена на таа седница? Слободно не кажеш. Краткорочните мерки беа неколку пати предлагани, претходно беа одбивани и на крај на 30 јануари се усвоија краткорочните мерки, но на Комисијата за животна средина не се прифати субвенционирање на печки за пелети, еден проект кој што беше имплементиран минатата година, беше одбиен, не се прифатија поставување на еколошки билборди и пред тоа и на комисија, исто така беше одбиен и бројни други проекти кои што ги предлагавме. Се прифати само на кој што... Значи вака, субвенцирањето на мерки на пелети го кажавме и при усвојањето на буџетот. Сметајќи дека оваа грејна сезона е при крај, за наредната грејна сезона општина Битола ќе ги субвенционира печките за пелети и еколошките билборди кои ни беа предложени како замена за новогодишна програма од 50.000 евра да купиме 2 еколошки билборди. Кажавме дека општина Битола нема намера да прави прослава од 50.000 евра, туку направи прослава од 5.000 евра. И поради тоа не беше направено. Прашање имаме тука од публиката. Дека ќе ги прекинам препукувањата, било вака, ќе биде вака, ние вака, вие така. Би сакала одговор на прашањето зошто воопшто досега во сите овие години никогаш не биле превземени итни краткорочни мерки за аерозагадувањето, како што беше примерот со Скопје. Имате бесплатен јавен градски превоз, имате ограничено движење на воздух
неопходно. Значи, имате прскање на улици, примери во многу други градови. Средството го има, цистерна е оспособена во Битола, прскање досега не видовме. Јавен градски превоз имаме, никогаш досега ниту бил намален, а не па да не разговараме дека бил некогаш бесплатен. И уште едно прашање, ќе бидам многу кратка, во истражувањето на Геосфера е заклучено дека се потребни некаде околу 3,7 милиони евра за субвенционирање на електричната енергија во Битола. Ако според некои податоци кои претходно ги видов на интернет, Елем има годишни приходи од 240 милиони евра, зошто таа субвенционирана струја би била проблем доколку таа сметка е пренесена во Битола како што беше содржано во иницијативата на поинаку. Благодарам на одговорите однапред. Да, одиме прво со последното прашање, кое што практично директно може да се адресира до директорот на Елем. Битолчани бараат, или дел од битолчани преку своите представници во Советот, бараат субвенционирана струја, поради тоа што РЕК Битола е стационирана на подрачјето на Битола. Тоа би чинело 7 милиони евра, со кое што 3,7 милиони евра, со кое што битолчани ќе се ослободат од високите сметки за струја, на сметка на тоа што ете го даваат најголемиот комбинат по земјата. Вие доаѓате од Битола и сега претпоставувам немате лесна задача како да одговорите на ова прашање. Лесно е да се одговори, значи јас не знам точно како излегле 3,7 милиони евра, ако ние во Битола имаме 25.000 домакинства, колку секое домакинство ќе биде субвенционирано на годишно ниво со тие средства. Јас мислам дека доколку има потреба, а има потреба за делот субвенционирање на електричната енергија која што користат битолчани, посебно во делот на уличното или градското осветлување, дека таа мерка секако дека треба да се спроведи. Меѓутоа, ние како Елем, средствата кои што ги продуцираме и ги произведуваме, нормално дека ги користиме да ги вратиме во производството. Преку еколошките проекти кои што ги кажав, не сакам повторно да ги повторувам, од пепелувањето, десулфуризација, новите проекти на уништување на жариштата на јагленот, на канализациите, на се она што го предвидува интегрираната дозвола. Меѓутоа, субвенционирањето на електрична енергија е социјална мерка. Тоа може да го направи владата на Република Македонија преку буџетот на Република Македонија. Не може приватно предпријатие, односно акционерско друштво, да субвенционира приватни семејства. Меѓутоа, да, се согласувам, онаму каде што Елем или РЕК Битола го врши производството, секако дека дел од профитот треба да врати назад преку некои мерки. Ние тоа го правиме преку многу други проекти, кои што верувам дека ќе има време понатаму да кажем. Добро. Само сакам да се надоврзам. Значи, сакате да ми кажете дека може би можеле битолчани да бидат ослободени од уличното осветлување. Господине Ковачевски, не знам дали имате прошетано низ Битола, нема улично осветлување. Црни темници е град. Една сјалица не свети низ град. Една сјалица не свети, ќе не изедат кучиња. РЕК Битола е виновен за тоа. Друго да ве цитирам. Во септември 2014 година, вие на пресконференција, знаете што изјавивте? Дека Елем и Мепсо имаат барокни згради, има нови фонтани во Скопје, има тркала и палми. Точно. И дали се тие поважни од здравието на битолчани? Геосфера ви даде податоци, ви дадовме ние податоци. Со субвенционирање на струјата на битолчани ќе се намалат одреден број на голем број од загадувањето ќе се намали. Зошто? Голем број на битолчани ќе почнат да се греат на струја, нема да трошат дрва. Барем, дури да ја спроведите гасификацијата. Јас ова го кажав и на Совет дека не мора да ни обезбедите во градот субвенционирана струја само нон-стоп. Може само во месеците на грејење. Вие математика немате направено никаква. Никој никаква математика нема за Битола направено. 148 евра ако се субвенционираат сите семејства. Има цена животот на битолчани? Таа мерка не е доволна. Да, за почеток е може би добра, меѓутоа не е доволна. Треба многу повеќе да се инвестира и од централната власт и од акционерското друштво Елем. Меѓутоа, не се доволни на годишно ниво, животот на битолчани вреди многу повеќе. Со тие 148 евра никако не може да се пренамени грејењето на едно семејство од цврсто гориво на друг енергенс. Освен која ќе дојде гасификацијата во Битола, која што ќе биде. Да, точно. Ајде кажете дали со 148 евра вие можете да се пренамените од грејење на дрва на електрична енергија на годишно ниво 148 евра. Вие ќе потрошите за нецел месец. Вие немате направено ниту анализа и не сакате да прифатите. Меѓутоа
Добро. Меѓутоа, јас да кажам дека и повторно ќе бидам гласен против градење на барокни фасади, панорамски тркала во Скопје, наспроти инвестициите кои што сега Елем ги спроведува во рамките на инвестициите во собствено производство, во собствена механизација, во еколошки проекти овде во Битола, кои што никогаш, посебно не во последните 10 години, 1 евро не беше дадено за еколошки проекти во РЕК Битола. Еве да ви кажам, ја имам и хронологијата на интегрирана дозвола за РЕК Битола. Од 2014 година на 2.4, кога се поднесе последниот документ до владата на Република Македонија, до денес не беше донесен ниту еден документ. На 8.2. ова раководство на Елем и РЕК Битола повторно ја достави целокупната документација за интегрирана дозвола на РЕК Битола, која ќе се добие интегрираната дозвола. И јас се слагам и со господинот Валентин Груевски. Ние во Битола и во регионот треба да направиме проект и катастар на загадувачи. И индустријските капацитети, но и семејствата. Мора да знаеме кој загадува. Овде се слушат изјави на граѓаните на Битола. Вие ги прашувавте во анкетата. Кој загадува? Едните викат, па може би РЕК, другите велат, па може би домакинствата, третите велат анализите, да, автомобилите. Ние треба да имаме проект и точно да знаеме кои се загадувачите на митниот воздух во Битола. Тогаш ние против кој процент го има тука РЕК Битола, кој процент го има домакинствата, односно грејењето преку дрвата, колку автомобили. И тогаш ќе можеме, што не е направено до сега е прашање за и тогаш ќе можеме соодветно да реагираме и како институции, и како предпријатија, и како општина, и како Ајде, имаме прашање ново од публиката. Конкретно ново ќе се Кратко, ајде, ве молам. Значи, од самиот одговор сега на господин Ковачевски, конкретно гледаме една безидејност во поглед на решавањето на проблемот, бидејќи самиот кажа на проблемот на аерозагадувањето. Еве ви кажав 10 проекти. Не. Значи кажавте дека треба ќе се справиме, ќе правиме катастар на загадувачи така натаму. Во претходните кампањи каде што господинот Ковачевски беше еден од директните гласноговорници, беше кажано дека со самата промена на власта ќе се реши проблемот со аерозагадувањето. Тој проблем не е решен. Кажа дека е гласноговорник против како се трошеле средствата и како треба да се трошат, како председавач на Комисија за финансии и буџет. 0 денари за Битола и за екологија и за останати проекти. Не е точно. Толку. Не е точно. Добро, повелете. Прво морам уште еднаш да го потсетам директорот на РЕК дека во претходните неколку години Елем имаше издвоено неколку милиони евра за мене луксузни работи за Скопје. Точно. Од типот на жичарата на водно, од типот на рајската градина која што имаше распишано тендер. Прво сакам прашам дали Елем како општествено одговорна организација планира да направи некој капитален проект во Битола, со кој што ете на некој начин ќе успее да ни врати на битолчани за злото што ни го нанесе овде. И второ прашање, освен овие тешки метали кои што ги спушта Елем или РЕК Битола, не знам дали ги знаете, олово, азбест, никел и понатаму, постои од 2017 година постои едно научно истражување од професорот Стафилов, ако не се лажам, во кое што на земени примероци од почвата околу РЕК Битола се пронајдени честички од ураниум 238, кој што е најрадиоактивниот материјал кој што постои на планетата Земја и кој што е 4 пати зголемена радиоактивноста од нормалната. Значи, дали имате такви сознанија, дали РЕК ќе превземи нешто во врска со тоа? Да. РЕК Битола има во моментот 2 капитални проекти. Првиот капитален проект е набавка на сопствена механизација, што не се случило од 80-та година наваму. Со таа сопствена механизација ќе намалиме производната цена на струјата, ќе се намали одливот на средства од државната каса, односно фирмата, односно джебот на нашите сограѓани, и ќе имаме поеколошки и полесен третман на производството на електрична енергија. Тоа е првиот проект. Вториот капитален проект на РЕК Битола е заштитата на животна средина. Првиот чекор е целосна темелна реконструкција на електростатските филтри. Во ова година 5,5 милиони евра, во наредните 3 години 20 милиони евра. Десулфуризацијата, која што ќе кошта околу 150 милиони евра, ќе се обезбедат преку сопствени средства на Елем, преку помош од државниот буџет и преку странски донации, за која што најгласна е јапонската влада и која што во овој момент имаме интензивни разговори да го помогне проектот на десулфуризација. Ако овие 2 проекти
ги спроведиме многу брзо, а најкратките рокови се овие, што ви ги кажав, во 3 и до 4 години, тогаш ќе се намалат и тие тешки метали во почвата. Се она што се направило во изминатиот период. Сега не можеме да го поправиме за година или две. Меѓутоа можеме само да го спречиме и понатаму да се загадува и воздухот, и почвата, и водата. Токму затоа и во ова година имаме проект од 4,2 милиони за третман на сите отпадни води преку рек Битола. Дали е тоа технолошка, атмосферска или фекална канализација. Тоа го правиме во овој период на 2018 година. Добро, повелете други прашања? Иначе, се извинувам само. Рек Битола и АДЛМ се општествено одговорни компании. И понатаму ќе поможуваат во развојот на спортот, на младите, го поможуваме и го поттикнуваме повторно возобновување на планинарскиот дом Копанки, ги поможуваме сите спортски клубови Пелистер, почнувајќи од ракометот, фудбалот, кошарката, куглањето, тенисот и сите оние спортови кои што значат за Битола, ги поможуваме младите и секое барање кое што доаѓа до управниот одбор, дали е во рек Битола или во Елем, го даваме на консултации, доколку продуцира развој како општествена одговорност, ние го спроведуваме. Повелете. Ви благодарам. Добро вечер на сите присутни. Јас сум Тошевски Иванчо, член на Советот на општина Битола, доаѓам од ВМРО ДПМН и овај пат би сакал да се обратам до председателот, господин Валентин Груевски, и да го запрашам следново. Почитувам председателе, зошто на истиот овој начин не споревте со граѓанските здруженија во предизборната кампања или додека 12 години бевте во опозиција? Мене се тоа ми личи на едно изигрување на граѓаните, затоа што според мене препознавте само еден добар предизборен потенцијал за да ги освоите резултатите кои ги освоите на локалните избори во Битола. Повторно, значи, сакам да ве запрашам, зошто на истиот овој начин не споревте со граѓанските здруженија, со иницијативата поинаку, со Битола сака чист воздух и не знам кои се други граѓански здруженија. Јас колку што се сеќавам, истите овие барања ги имаја истите овие луѓе кои тука се сега пред нас, кога вие бевте заедно во првите редови. Зошто? Добро, за време има уште едно прашање. Ајде уште едното. Зошто за време од 12 години опозиција, еви последните 4 години во опозиција, зошто сите овие усогласени, зошто не најдовте за сходно да ги усогласите сите овие ставови? Мислам дека имавте доволно време. И уште една работа. Слушајќи ја господјата Балојани, слушајќи ја другата гостинка од публика, сметам дека пред се треба да преземиме итни мерки за функционирање на Советот. Затоа што ако истите овие дискусии ги имаме на седниците на комисиите во Советот и таму ги пегламе ставовите, мислам дека нема да се доведиме сите ние во една ваква ситуација. Многу добро ги слушнавте граѓаните. Доста е препукување, доста е надмудрување, доста е кој, колку и што направи. Мислам дека треба да се вратиме на она што го кажав на првата седница, дека граѓаните, до сите нас, како представници на политичките партии внатре во Советот, и на граѓаните, упатија е многу јасна порака. Дека нас ни треба, како битолчани, да покажеме едно ново и повисоко ниво на политичка култура, политичка зрелост, а не да се препукуваме на овој начин. Токму заради тоа, да ве прашам, дали планирате да превземите итни мерки за подигнување на нивото на функционирање на Советот? И уште една работа што за мене е спорна, повторно тука не ја гледаме градоначалничката. Добро, благодарам. Ниту сме ја виделе на комисиите за му дозволиме сега на Груевски да одговори, зашто помина веќе време. Благодарам. Значи имаше две прашања. Првото, дали порано кога бевте во коалиција со граѓаните, тоа го злоупотребивте за ваш политички маркетинг и доаѓање на власт, а сега не ги гледате така? Значи вака, ние бевме 12 години опозиција. Единственото место кога со граѓанските активисти сме биле на различна страна е тогаш кога иницијативата за нас се работи, помина, сега да не навредам некој или како, помина во движење поинаку кој излезе на советничките листи. Колешката Илиевска беше на независната листа поинаку прва и на некои
ТВ соочување, ние А што е спорно ако некои граѓански здруженија имаат политички амбиции или тоа е ексклузивно право на некој? Тоа е демократија. Добро. Не реков дека е спорно, не реков ништо дека е спорно. Не, тогаш сте се судриле, реков. Не, се судривме тогаш дека и ваква иста дебата имавме на една од локалните телевизии. И тогаш се судрувавме за некои работи кои мислевме дека се различни и сега мислевме дека се различни. Она што е различно, она што е различно. Значи колегите знаат од ВМРО ДПМН кога почнувавме да зборуваме како представник на Либерално-демократската партија, да не изгледа како фалење, ја отворивме први темата за загадувањето. Тоа го има на интернет, може да го видат сите да го проверат. За загадувањето на воздухот во Битола. Градоначалникот Талевски, заедно со дел од советниците на ВМРО, ни се смееја и викаја дека тоа е производ на Божите сили. И тогаш бевме заедно со граѓанските активисти. И мене ми е мило, кога ние ќе преземиме 10 мерки, а граѓанските активисти бараат уште 10. Ние ќе спроведиме од тие 10 уште 8. Ќе направиме 18. Добро, тоа е може само морам да ве прекинам при крај сме со времето. Тука е представник од граѓанските 20 представници кои што се Ајде Илиевска да ви одговори ве молам. Ајде. Значи тие ќе ги прифатат граѓанските барања, меѓутоа иницијативата од граѓанската листа ќе ја одбијат без воопшто да се разгледа. Иако беше нагласено дека ние сме спремни и по 5 месеци да ја побараме, и по 10 месеци да ја побараме, и за истата сме спремни да седнеме и да дебатираме со кој сакат и да изнајдиме заеднички модел. Дали може да дефинираме едни како ќе се условуваме и дефинираме односите. Значи, граѓанска иницијатива, кога ќе влезете на политичката сцена и кога ќе влезете во Советот, тоа не се веќе граѓански иницијативи, вие имате политички амбиции. И тоа се легитимни, прашања и легитимни прања. Кога доаѓате од невладина организација и можете да зборувате за невладините и надвор од институциите на системот. Благодарам. Председател на Совет има проблем со дефинирањето. Не е така. Советник може да предложи и да се изгласа од група граѓани, согласно законот. Точно, никој не го спори тоа. Пошто на крај сме на емисијата, никој не го спори. Поставете го прашањето. И благодарам, значи не добив одговор. Повторно слушнав препукувања. Дали како председател, кои итни мерки како председател ќе ги превземите за да имаме повисоко ниво на функционирање на Советот? Дали и како ќе го обезбедите присуството на градоначалничката кога имаме важни теми за дискусии? И на комисиите досега не сме ја видели ниту на една седница на ниту една комисија. Ајде, ветивте кусок. Значи на кој начин планирате навистина преземите итни мерки за едно повисоко ниво на работа? Значи тоа е тоа што го барат граѓаните од нас. Затоа што господине, ајде сега да замолив 5 пати кусо да бидеме. Значи ние не го бараме сега ова функционирањето на Советот од граѓаните. Вие сте представник на политичка партија во опозицијата. Вие сметате дека Советот не добро функционира. Така? До кој дадовме? 12 години беше супер квалитетно, сега во овие 4 месеци Советот е многу лош. Супер лош Совет имаме сега. Иначе 12 години беше перфектен. И сега зборувате како јас ќе го обземам присуството на градоначалничката на седницата. Благодарам, тука ги повикувам поентите на вечерашната емисија. Немојте да ми зборувате за проекти по 5 години. Тоа веќе го слушавме. Ние треба да зборуваме за нешто конкретно. Ќе направиме, правиме, извојуваме. Значи, немојте тоа, доволно време го слушавме. Доволно време. Немојте да ми кажувате дека вие на седница на Совет сте се согласиле со нас дека треба да ја поднеси пратеник. Доколку вие бевте толку широки и расположени за соработка, кога беше поднесена иницијативата до општина Битола, можевте да викнете јавна трибина со граѓаните на општина Битола. Проектот десулфуризација требаше да започне 2007 година, заради финансиската криза беше одложен 2012 година, па до 2015 година од претходната власт, па до 2017 и досега не е направен ниту еден чекор. И за ова треба да дискутираме и да дебатираме. Добра, зошто се потрошија 30 милиарди евра државен буџет, а не се стави ниту едно евро за десулфуризација кој што е главен извор на загадувањето кој што го продуцира рек Битола. Нема потреба да откриваме, бидејќи стои во програмата направена и изгласана во 2013, буквално секој загадувач или поголем загадувач. Така е. Не треба да измислиме, го цитирам, топла вода, туку треба само да ја земеме програмата и да ги реализираме мерките. Така е. Значи, доколку е така, сето ова што го зборуваме сега би било попусто. Ако имаат искрена намера, нека ја земат програмата која иде да изгласат и нека ја реализират. Во јануари и февруари месец, 43 дена воздухот во Битола беше над дозволеното ниво. Значи тука
слушаме за иницијативи кои што ако и се допаѓаат на новата власт се прифаќаат, а не знаеме каде води тоа, и иницијативи кои што ако не се нивни предлог не се прифаќаат ниту подразно, ниту се разгледуваат. Значи, сите предлози кои што ги предложи и независните советници и ние како опозицијска советничка група, а кои што се однесуваат конкретно на намалување на аерозагадувањето, досега беа одбиени и ништо не беше прифатено. Ниту е точно, барем една од точките, ниту е точна, ниту незината реализација ќе значи нешто. Затоа зборувам за популизам, особено во мерката, ако жиросметката на Елем се пресели во Битола или седишето на Елем ќе се пресели во Битола, општина Битола ќе има повеќе пари и со тие пари ќе го решиме загадувањето на воздухот. Таа работа не е законска, не е така и е чисто ширење на дезинформации во јавноста. Да, повторно сме тука во Домот на културата во Битола. Финишираме со дебатата. Ова е сосема сме на крајот. Ќе почнеме сега по обратниот редослед, да речем. Господине Душко Груевски, ги слушнавте ставовите, претходно бевте запознаени. Оптимистли сте во иднината на тоа што се вели подобра животна средина во овој регион? Јас се вратам на првото прашање, да го одговорам сега и тоа е поентата моја на вечерашната емисија. Ме прашавте при првото прашање дали сметаме после кривичната пријава и дали ќе имат дополнителни кривични пријави. Ќе се вратам тука. Согласно Законот за локална самоуправа, ние друго не гледаме, освен истите господа кои ветувале кога биле во опозиција дека ќе преземат нешто на власт, да преземат, ако не го сторат тоа, тогаш ќе поднесеме кривични пријави за институционална одговорност, затоа што пак ќе спомнам Законот за локална самоуправа вели дека Советот на општина Битола со општинската администрација е должен да се грижи за заштитата на животната средина. Ако живеете во град во кој велиме дека 3 до 4 пати е зголемена има зголемена радиоактивност во Пелагонија која се наоѓа веднаш до вас, и ако амбиенталниот воздух ви е толку загаден, и ако водата не се третира како што треба, тогаш некој мора да преземе одговорност. Најверојатно тоа ќе бидат оние кои се на власт во случајот. Добро, господине Груевски, многу критики денеска на сметка на работењето на Советот на општина Битола, особено тоа дека не доволно се слуша гласот на граѓанските организации и на оние што мислат на некој начин непартиски. Нели сметате дека тоа е тоа против што вие како опозиција се боревте? Да, се боревме и баш овие дебати и она што се случува во Советот е обрат на докажува дека Советот на општина Битола е отворен кон сите. Значи, за сите можеме да разговараме, ги отвораме сите точки и спремни сме и вака да дебатираме за она што се случува. Она што сакам да кажам дека ќе работиме како општина, како локална самоуправа и посветено, и честно, и постојано на надминување на проблемот со воздухот во Битола. Свесни сме дека тој нема да се реши за 5 дена, за 10 или за 15. Меѓутоа, ако работиме постојано, ако се придружуваме до она што сме го ветувале, Битола по 4 години може би ќе добие за неколку проценти почист воздух. Да не знам дека ќе имаме скроз чист, верувате ли во ова со оглед на начинот на функционирање во првите 6 месеци откако сте и вие член на Советот преку поинаку? Јас морам да признам дека сум во моментот разочарана, бидејќи стигнавме да дебатираме за нешто што е нужно зло за битолчани. Стигнавме да дебатираме дали Битола заслужува поевтина струја. Стигнавме да дебатираме дали на битолчани треба да им се дадат дополнителни средства од Скопје. Стигнавме да дебатираме дека нема потреба да се повраќаат средствата од ДДВ на сметка на општина Битола, па колку и да се тие. Моје размислување е дека 100 денари плюс во касата на Битола се... Нема таков закон кој вие го зборувате. Не дека не треба. Еве гледате колку сме транспарентни и колку во нема таков закон во интерес на граѓаните. Во интерес на граѓаните, за жал, се она што претходно принципиелно сме го барале од октомври наваму, јас како советник го имам побарано и сите мои барања во врска со загадувањето се одбиени, вклучувајќи и нашата иницијатива со 5 начела со кои на вистина Битола може да се гордее доколку ги донесиме и доколку успееме да ги оствариме. Меѓутоа, во овој момент не гледам дека некој има таква намера, ниту пак ширина. Ковачевски, пред вас многу приоритети, пред се како раководство на Елем, но од аспект на ова што го разговаравме вечерва, што може да ни ветите и во кои дали во веќе наредната година можеме да зборуваме за нешто подобро? Она што можам јасно и гласно да кажам, не наредната година, него оваа тековна година, ние имаме серија на проекти со кои што РЕК ќе го вратиме како гигант
во производството на електрична енергија, да произведуваме почиста енергија, а со тоа и да ја зачуваме животната средина и околина. Тие проекти веќе се во почетна фаза, меѓутоа очекувам во нареден период, до крајот на годината, веќе неколку да ги имплементираме, а во нареден 4 годишен период, дека во целост ќе ги спроведиме сите зацртани мерки кои што се од еколошки аспект, а со тоа ќе вратиме на граѓаните на општина Битола. Благодарам. Димитровски? Ако не, да. Нема проблем. Како што доби претходното раководство на Елем. Добро, Нормално. тоа Димитровски. Па како некој сублимат би кажал дека негативно сум изненаден како со голема леснотија представниците на власта ги сменија своите ставови од тоа што го говореа во време на опозиција до сега тоа што го говорат. Уште еднаш тој впечаток кој што го имаме и во Советот и генерално како се води и на локално и на централно за таа некоја алиби политика како некои работи нема да се направат повторно провејуваше во сите овие дискусии и со еден ваков пристап за жал кога не добивме ниту еден конкретен одговор на прашањата како ќе се реши проблемот со аерозагадувањето, дури на конкретни прашања кои што се однесуваат и на работењето на рек Битола, во иднина и на работењето на локалната самоуправа, не гледам како ќе го исполнат ветувањето за почист воздух кој што беше прв приоритет за време на кампањата и со голема храброст се кажуваше дека само промена на власт веднаш ќе донеси до почист воздух за сите граѓани и за граѓаните на Битола. Благодарам, ќе видиме, ви посакувам чист воздух на сите битолчани, ние се враќаме вечерва во Скопје, тамо не е многу подобра ситуацијата, но останува да се надеваме. Почитувани гледачи, останете со телевизија 24, следува Преспав, ние се одјавуваме од тука од Домот на културата во Битола.